Дењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Навистина е многу тешко да се остане сериозен покрај вакви прекрасни колеги, ама од друга страна па ајде да го започнеме денот малку поведро и повесело со оглед на тоа што ден вторник и не е баш така лесен за преживување во однос на тоа дека понеделник секогаш ни носи многу обврски, а вторникот оставаме дел од нив да ги изреализираме. Денес 181-виот ден во годината, до крајот ни остануваат уште 184 дена, што значи дека во 10-тиот ден од летото, а до викендот уште 3 работни дена, ни останува ништо друго освен да го завршиме сето она што сме го предвиделе за оваа работна недела. Она што ми е многу симпатично дека денешниот ден е всушност 26-тиот вторник во 2026, а до крајот на 2026 ни остануваат уште 26 вторници. Колку симпатично. Вторник многу често се сметан за најпродуктивниот ден во работната недела, затоа што позади нас е веќе понеделничкиот хаос, а имаме доволно време до крајот на неделата да завршиме и да направиме се она што можеби понеделнички сме решиле да го направиме, а не сме успеале во текот на вчерашниот ден. Многу истражувања покажуваат дека токму вторник многу луѓе имаат најголема концентрација. Носат подобри одлуки, се поефикасни отколку што сме ефикасни можеби во понеделник или во петок. На тема ефикасност очекувам и ваша соработка, што ни треба, а освен што не гледате и слушате и уживате, се надевам ќе уживате во денешното радио, но и телевизиско дружење во првите половина час од нашата дружба. Да не заследите на Facebook и на Instagram, затоа што и таму имаме навистина што да ви понудиме. Секогаш кога имаме нешто споделуваме со вас, а чекам и фидбек од ваша страна. А за тоа каков беше фидбекот изминатите неколку дена, дознавате многу наскоро. Добро утро и на првите пораки кои што веќе ни пристигнуваат на социјалните мрежи. Многу се радувам што имаме ранобудни и разговорно настроени слушатели и гледачи од другата страна и на малите екрани и на радиоприемниците. На тема социјални медиуми постојано пристигнуваат вашите фотографии и видеа и сум многу среќна заради тоа. Колку и како не уживате рано после бајле, тоа покажуваат вашите фотографии. Испратени фотографии од Делена од Скопје и Саша од Струмица покажуваат дека на вистина утрото знае да биде прекрасно ако вие тоа решите такво да го направите, односно ни дозволите полека да влеземе во вашите домови. Она што особено ме радува е дека освен на телевизија не гледате и онлайн на Facebook и на Instagram, тоа може да го правите ако немате телевизор во моментов. Нели од овој момент може да не гледате и на Facebook и на Instagram, не барате како Радио 2 МРТ и таму нели не следите, може и да ни коментирате. А на тема коментар би сакала да го прокоментирам денешното време, она кое што не следува. Не следува баш некоја добра прогноза со оглед на тоа што од денес веќе се предвидени дождови и грмежи, барем за главниот град, ама верувам дека и околината ќе биде таква. 25 степени во моментот во центарот на Скопје, денес температурата помеѓу 34 и 37 степен. Одберете си пријатно место за уживање, слушање и дружење заедно со вас ова утро, а доколку патувате ќе ви посакаме пријатен пат според информациите кои што ги имам раздвижено низ центарот во Скопје, но и низ Македонија. На граничните премини освен на Богородица и Дојран, нели стандард сега летно време, немаме поголеми и посериозни задржувања на останатите гранични премини за влез и излез од државата. Доколку оваа информација се менува од момент на момент, а вие сте некаде заглавени на некој граничен премин, би сакала да знам, па да споделиме со сите останати. Нели она кое што го правите, ни пишувате на социјалните мрежи, ние пренесуваме на сите кои што не гледаат. А на самиот почеток нешто кое што ќе на расположи Дупер ги имаме, ние сме два, нешто постаро од нив, ама нешто што е супер за вторник наутро. Добро утро. Сега сама си одамна се знаеме, познавам знаеш ти. Одамна се знаеме, познавам сама си. Одамна се знаеме, познавам
одамна се знаеме. Ние сме два, многу одамна, а ти си досадна. Ние сме два, многу одамна, а ти си. Ние сме два, многу одамна, а ти си досадна. Ние сме два, многу одамна, а ние сме, а ти си досадна, а ти си досадна. Ти си досадна. Зошто мислиш дека уште не ми знал? Зошто мислиш дека јас тебе те требам за има смисла? Нема да си сама, ќе си најдеш некој, али пробај вака не да се векаш те, да се векаш. Ние сме два, многу одамна, а ти си досадна. Ние сме два, многу одамна, а ти си. Ние сме два, многу одамна, а ти си досадна. Ние сме два, многу одамна. Генерално ние сме два, ама Ване денес не го нема, одмара, од утре веќе се комплетираме, се враќаме и се надавам дека фино си поминува и добро одморен, но и свежки ни се врати да ни раскаже како тоа си помина. Ако првото нешто рано после бајле го правите, тоа е да проверите Instagram или Facebook или TikTok, тогаш честитки. Денес е и ваш ден. Денес е светскиот ден на социјалните медиуми, кој што се одбележува од 2010 година па навамо по иницијатива на Measurable, за да се истакне колку интернет платформите всушност го променија начинот на кој што комуницираме меѓу себе прво, колку се променија начините на тоа како работиме и како ги следиме случувањата во светот. Денес се проценува дека повеќе од 5 милиарди луѓе активно користат социјални мрежи, фина бројка. Најпопуларна останува се уште Facebook, веднаш зад неа се YouTube, Instagram, TikTok и на крајот некаде WhatsApp. На крајот на оваа листа, секако дека листата е многу долга затоа што постојат многу социјални мрежи, но социјалните мрежи не се само место за фотографии од одмор или видеа со смешни и симпатични мачиња. Преку нив се собираат донации, тоа сме го виделе многу пати, се организираат хуманитарни акции, се пронаоѓаат изгубени лица, се градат успешни бизниси и се создаваат професии што пред 10 години можеби и воопшто и не постоеле. Интересен факт за социјалните медиуми е дека просечен корисник поминува помеѓу, слушате добро, 2 часа и 20 минути дневно на социјалните мрежи, а тоа во просек би дошло некаде околу 35 дена годишно. Нека ние на здравје 35 дена скроламе и не правиме ништо друго. Од друга страна, денес имаме уште еден преубав ден, а тоа е светски ден на нуркањето. Не мора да сте нешто особено професионален нуркач за да го откриете подводниот свет, доволни ви се маска, цевка и малку љубопитност. Овој ден ги потикнува луѓето да истражуваат убавината на морињата и океаните, но и да сватат всушност колку е важно да ги чуваме истите. Коралните гребени се дом на околу 25% од сите морски видови, иако покриваат нешто помалку од 1% од океанското дно. За жал, климатските промени, загадувањето и пластиката сериозно ги загрозуваат овие природни богатства, а интересен факт е дека најголемиот корален гребен во светот, големиот корален гребен во Австралија, е всушност толку голем што може да се види дури и од Вселената. А продолжуваме ние и понатаму, но претходно би сакала кратко да ве одморам, потоа ви раскажам што е нешто во приложение ќе го гледате. Многу ми е драго кога не сум сама, односно кога имам одлични гости, а одлични гости ќе имаме и денес во звук што се гледа имаме не еден, туку двајца гости. Ми е драго што ќе имам можност и задоволство кратко да помуабетам со нив, ми треба кафе, да, но и да ве запознавам со исклучително млади, талентирани луѓе чија кариера е на самиот почеток. Веќе успешна и веќе забележлива, токму затоа и се денес овде со нас во студиото. Предност ќе дадеме на дамата, а најубав начин да ги најавиме е следното видео.
Тешко лето, кочан зима, градски циди, голи брда, сино небо, земја тврда. Мате Вардар брзо тече, тајни носи време влече. Скопје прави патни стани, има 9 лути рани. Скопје има славни мала, Тепар мала nije šala. Skopje java brzo konče, a bre momče Makedonče. Nasmeni se, ne beri gajle, namigni mi, ajde na zdravje Skopje. Gradov posti, gradov pije, gradov temne, gradov spije. Rano utro škembe čorba, posle sekoj svoja borba. Mladi momi ljubov vodat, duša vadat, oči bodat. Razni belji, prava deca, site čegi, papa meca. Nasmeni se, ne beri gajle, namigni mi, ajde na zdravje Skopje. Ja si mi sme braća stari, takva ljubov čini pari. Ti me čuvaš, ti me svaćaš, ti za kusur ne mi paćaš. Nasmeni se, ne beri gajle, namigni mi, ajde na zdravje Skopje. Добро утро, ве велиме повторно и ние сум сама и многу ми е драго што не сум сама, затоа што денес имам многу муабет на многу интересна тема со многу интересни гости. Ете, многу и многу се радувам што сте ова утро тука. Најпрво да ве најавам како што треба. Над 3000 гледачи веќе ја доживеа магијата на Као Какао, првиот македонски мюзикл, инспириран од музиката на легендарниот Владко Стефановски. Со текст на Венко Антоновски, режија на Дејан Тројковски, ова е представа всушност што носи силна емоција, барем тоа е тоа што можев да го најдам како информација, затоа што сите коментари поврзани со овој мюзикл беа многу позитивни. Како изгледа да се биде дел од ваков проект? Што ја прави ова представа толку посебна и зошто публиката постојано се враќа да ја гледа? Ќе разговараме со една од актерките во мюзиклот и даваме предност на Анастасија Митровска. Добро ти утро. Добро утро. Како е да се разбудиш рано по саба? Се будиш ли? Кое е стандардно време за будење? Искрено, јас не сум ранобудник, така што обично 10 саат ми онака. Добро, разговараш со човек што исто така не го сакаше утрото, ама никако се научив да го сакам со оглед на тоа што сме на утринска. Да. Кој е најбавиот коментар, Анастасија, што сте го добиле од гледач по представата? Искрено, како што кажавте, мислам, има навистина многу позитивни коментари. Некако, како еден коментар што најмногу ми остана е дека се гледаше колку ние уживавме. И особено тоа го добивме од нашите колеги кои што ако колега ти го каже тоа, мислам навистина многу би требало да се најискрените, да. Така што... Она што ме радува е дека колегите навистина ви даваат многу поддршка, особено затоа што сте под младокот на тимот, би рекла на некој начин. Колку е предизвик да се работи? Па голем предизвик е, ама и многу големо уживање. Мислам, го работиме тоа што го сакаме. Да. Го работиме тоа што го сакаме, така што едноставно уживаме во работата, така што е многу убаво. Ефтен ми е драго. Што е она што никој не го гледа, а се случува зад стената неколку секунди пред да се крена завесата? Ова се мислам прашање што никој ти ги нема поставено, ама јас сум љубопитна. Што е она што се случува кога никој не гледа, затоа што и тука, да речеме, на емисија многу работи се случуваат кога гледаме музика или кога слушаме музика. Да, па мислам, тоа е сосема поинаков свет, мислам дека има сосема друга представа позади сцената. Не знам, многу работи, луѓе трчаат наоколу, се гушкаме, се поддржуваме. Мислам, има некои колеги склекови што прават како некој начин рутина пред излезот. Што правиш ти? Имаш ли нешто тајно што ти носи среќа или не можеш да ја почнеш представата без тоа да го направиш? Имам една кутија која што кога внесуваме куки, една бројка која што си ја внесувам секој пат, така што тоа ми е на некој начин рутина која што си ја нема да кажеме за која бројка станува збор, ама да не е бројот 7. Не. Добро. Ама блиско. Многу сум блиско. Што те научи оваа представа, односно овој мюзикл за тебе како актерка, но и како човек? Што е на што Анастасија
по нели изведувањето на оваа представа почна да го разбира за себе многу подобро. Да, па главно нешто што мене многу ми значеше тука е тимската работа и сватив дека колку е битно во тим да работиш, затоа што кога сите огромна екипа сме, сите од различни страни доаѓаме и кога се споивме, сватив колку е битно тоа да работиш на тимот, да помагаш на колегата, на партнерот, така што тоа навистина онака ми помогна заопшто да знам и понатаму во животот, да знам со колеги да работам и како тим да се поддржуваме едни со други. Нема ништо подобро од тимот, јас ќе се служам со тебе. Ништо дома не би изгледало така ако немаме огромен тим позади. Ако треба со 3 зборови да ја опишеш својата улога на сцена, кои 3 зборови ќе ги одбереш за тоа да го направиш, ама онака баш да ни ја доловиш? Па, имавме доста слобода во креирање на тие ликови. Што искреирати? Една многу екстровертна, зборлеста, шармантна, таква, мислам, цело време нешто ново излегува секој пат, така што Си додаваш ли нешто ново секоја представа? Да. И сите меѓу нас имаме развиено доста интересни односи, така што тоа беше многу интересно. Што дури јас се изненадувам во текот на играњето, некои нови работи излегуваат и онака. Значи вие баш навлегувате во приказната и си ја креирате според чувството во моментот. Колку таа Анастасија што е на сцена и што ја креираш и ова од приватниот живот се слични или различни? По многу работи се и различни. Јас доста пати имам кажано таа што е таму ме изненадува или ме нервира, затоа што ќе направам нешто и сум како откај ти излезе ова. Ама па од друга страна зашто произлегува од мене, па не знам, шармантноста, тоа постојано сум насмејана на сцена, што немој да го менуваш тоа. Да, што и да креираш, само тоа немој да го менуваш, супер ти стои насмевка. Дури во 7:45 рано по сабајле. За кого е оваа представа? Што би можела да ми кажеш? Накратко. Представата можам да кажам дека е искрено за секого. Мислам, знам дека онака е многу класичен одговор, ама навистина мислам дека е така. Дали ти би седнала да ја гледаш неколку пати? Апсолутно. Дури да не играш? Искрено и крива ми е што не можам да скроз да го почувствувам тоа надвор, затоа што сум веќе Ајде да се договориме, ти ќе дојдеш на една утринска, јас ќе дојдам на една представа, што ќе се случи, не знам, а ти ќе гледаш и јас ќе гледам. Може. Кратко, многу ти благодарам. И ти благодарам што станавте рано по сабајле да ни бидете гости. Сега ќе поминеме нели да му ги поставиме овие тешки жешки прашања на твојот колега Бранко, ама пред тоа да се случи, гледаме инсерти баш прилогот кој што го подготвивме за Као Какао. Добро утро, добро утро. Имам двајца гости. Анастасија испративме, го дочекуваме Бранко. Бранко, добро утро. Добро утро. Првото и најважно прашање, како стана рано по сабајле? Мислам дека не сте луѓе кои што имате потреба нешто нужно да станете во 7. Па за разлика од Анастасија, јас сум Си стануваш да, си станувам рано или некогаш во 5, некогаш во 6. Што прави Бранко во 5 до 7? Медитирам и вежбам јога најчесто. И веројатно уживаш во скупската тишина која што реално во текот на денот па и не постои од 7 веќе кога е се размрдано, толку е со тишината. Така се разбира. Да зборуваме малку повеќе и за проектот. Ова е еден од оние проекти за кои сите зборуваат и навистина сите зборуваат. Не го кажувам ова чисто како увертира. Како е да се биде дел, како е да се биде подмладок во таа екипа? Па искрено многу убаво чувство, многу пријатно и пред се благодарен сум што сум дел од овој проект, така да убаво се чувствувам кога сум и на сцена и додека се правеше проектот, односно во текот на процесот. Така, уживате од почеток до крај. Да. Кој е најнеочекуваниот, не најубавиот, Анастасија, прашам кој е најубавиот, меѓутоа кој е најнеочекуваниот или најчудниот коментар кој што сте го добиле од публика во представа? Мислам дека една пријателка, блиска пријателка не ми е
другарка, туку Так. се познаваме, од нигде никаде ме запре, после представа да се видиме и ми рече ти благодарам што ме покани да дојдам на представата, да ја гледам. И ми рече дека заборавила 3 часа, заборавила на собствените проблеми. Тоа е многу убав коментар. Да. Чуден, но убав коментар во секој случај. Ја прашав и Анастасија, ќе те прашам и тебе, што е што е највредно, но го научивте од поискусните колеги додека ја подготувавте представата, освен што се ужива во таа тимска игра, да речам, во на кое што се случува, што е нешто кое што ќе ти остане како вредност од представата? Како лекција, нешто што не се учи на факултет, претпоставувам. Па, ја би рекол дека имав научено нешто на факултет, дел од тоа што го сватив. Но не е тоа кога ќе излезеш на сцена, сосема различна и во текот, дисциплината и присутноста на сите колеги. Колку е важна дисциплината, реално да се мислам дека за ова не зборуваме многу. Колку е важно да си дисциплиниран, да си на време, да научиш се, да ги имаш сите информации, па за да излезеш, нели, со таа сигурност да изнесеш улогата. Така. Мислам дека најбитна е дисциплината и фокусот во вакви големи проекти, бидејќи освен што се игра и што се пее, исто треба и да се глуми. Така има неколку работи каде што сите поединечно, мислам, освен јас и моите колеги сите, си ги надминавме собствените граници на некој начин. Колку убаво кажа, излеговте од комфорт зона. Да, и да се игра, но и на вистина да се игра, не само да се игра представата. Така, да се танцува. Кажа, Анастасија си искреирала свој лик. Каков е твојот лик во представата? Па, кој е тој Бранко? Бранко ли се вика, не? Па не се вика Бранко, ја имам неколку ликови, бидејќи во 2 различни сцени излегувам еднаш како тепач на главниот лик, а еднаш излегувам како бизнесмен. Ти вака мирен дечко, како тепач те стави? Тој тепачот ми е некое, не знам, најверојатно што сум гледал на улица или по филмови што се случувале некакви тепачки, а тој бизнисменот ми е буквално еден, ќе кажам, кираџија на татко ми, што баш ми беше интересно да го спроведам тој негов... Нешто што ти е станало во печаток. Во печаток, да. Баш интересно. А колку те промени овој мюзикал како актер? Реално. Па, доста ме промени. Ја мислам дека секој нареден проект ќе те променува, но дали ја гледаш кога ќе се погледаш во огледало таа промена која што можеби не била претходно тука? Па, би рекол да, бидејќи прво и основно поради добрите загревања пред секоја проба. Јас на огледало кога ќе се видам сега, малку телото ми е поразвиено, Сакаш да ми кажеш дека освен што уживате во тоа што го правите, дури и фитнес придобивки? Фитнес придобивки, да. Океј, значи дека ние можеби до утре тука и да почнеме да воведеме некое играње, ако ништо друго. Така. При крајот би сакала да прашам дали никогаш си се фатил себе си како ја подпевнуваш музиката од представата и надвор од театрот. Ова се песни кои што, да речем, оставиле трага, песни кои што ги знаеме сите и веројатно и огромна е честа да се изведуваат тие песни во еден вид на представа. Така. Си ги пееш, а? Па, која е најмногу? Нисам твој. Таа ми е омилена и да, си ги подпевнувам дури кога се бањам или кога се шетам, ќе ми дојде некоја сцена од представата. Најубавите веројатно концерти се случуваат во туш-кабината. Ај некако ехото е многу убаво, па мислам дека тоа е тоа. Бранко, и на Анастасија ви благодарам за утринскиот разговор. Извинете што ве разбудивме волку рано наутро, ама ви благодариме што со оглед на тоа сакавме да направиме еден ваков разговор, да ни каже подмладокот на оваа представа како се чувствува. Се надевам се гледаме многу често и повторно за некои нови проекти, но не сега. Сега уживајте во она кое што го искреиравте и го правите одлично. А здравје, септември, октомври може веќе чекаме. Не. Пред нова година може би веќе чекаме со нешто ново. До тогаш ова е тоа. Ви останувате тука затоа што да, на тема пеење и музика и се она кое што е фино за вашето уво, но и за вашето окце го гледате на МТВ продолжение. Со тебе љубов е и кога ќе се скараме, малку имаме, се од себе даваме. Со тебе љубов е и кога ќе се скараме, али понекад спото сами си го бараме. Тајни, тоа срце крие тајни, најди ме таму во него. Зајди, моје јасно сонце зајди, дај ми да бидам твоје небо. А дири, дај ме брате, дај све, не ми тагувај, дај фрли гајле. Свири, дај да утре крај е, ради неа душа пие до забајле. А дири, дај ме брате, дај све, не ми тагувај, дај фрли
bez ti me ranile Udao pa min, si bez tebe ja sam labile Ajde ka skini se od tebe daj Otvori karti bebo i ne blefiraj Na site drugi samo kaži bye bye Samo moja draj ti karta čekiraj Tajni, tvoje srce krije tajni Najdi me tamo u nego Zajdi, moje isto sunce zajdi Daj mi da vidim tvoje nebo A diri daj kume brate daj sve Ne mi tako vaj daj vrli gajle Sviri daj ko da utre kraje Radi meja duša pije do zabajle A diri daj kume brate daj sve Ne mi tako vaj daj vrli gajle Sviri daj ko da utre kraje Radi meja duša pije do zabajle Moj si bora tvoja mantra Luda i šarmantna Nema druga varijanta Modna dominantna Svi mi mirisi mi skanda Kompas i komanda Bez tebe ova srce ladno je ko Santa За тебе љубов е и кога ќе се скараме Малку имаме, се од себе даваме За тебе љубов е и кога ќе се скараме Али понекад злото сами си го бараме Тајни, тоа срце крие тајни Најди ме таму во него Зајди, моje есно сонце зајди Дај ми да видам твое небо А дири дај куме брате дај све Не ми тагувај дај врли гајле Свири дај ко да утре краје Ради неја душа пие до забајле А дири дај куме брате дај све Не ми тагувај дај врли гајле Свири дај ко да утре краје Ради неја душа пие до забајле И дечки си да сте слободни, готово. Фала ви. Кога вели сите се слободни, веројатно мисли на мене одовда, ама продолжувам со поинаков вторник на Радио 2 заедно со Тик-так, она кое што можам да ви најавам со сигурност е дека ќе уживаме, односно ќе уживате во музичкиот избор, ама она што исто така го знаме дека уживате ако останете и овде, затоа што освен одлични информации, имате можност да се дружите со сите колеги овде од телевизија. Колеги, претпоставам дека сте спремни за денот кој што понатаму си проаѓа, некако не застанува, се трудите. Се трудиме, се убедуваме некако да се издржи ова со оглед на тоа дека и ова го коментиравме на паузата дека тешко се снаоѓаме на топлото време. Ние сме малку, иако јас сум роден во лето, некако топлинава се уште не навикнав. Не ја навикнав, еве. Колега, се сочувствувам со тебе и јас сум родена во лето, но есен би сакала да дојде ако може денес. Вчера.